Добар ден! По седми пат од студиото во Europe House во живо се вклучуваме со нова епизода од серијалот Моја сторија. На почетокот да видиме за што разговаравме минатата недела, минатиот вторник, па потоа продолжуваме со денешната тема. Не колку време, туку како го поминуваме времето онлайн. Мислам дека дојде веќе моментот да разбереме дека многу е важно што правиме на интернет. Расте бројката на случаи со анксиозност, со депресија, поради тоа што гледаме нереални модели, човечки модели кои што се совршени, кои што прикажуваат едно совршенство. Имам впечаток дека ние пред пандемијава ние им служевме на сите социјални медиуми, а не тие на нас. Многу е важно вие сами да одберете каков тип на еве да кажеме личности ќе следите. Јас мислам дека придобивките кои што технологиите ги носат сами со себе се многу позитивни и се многу големи, бидејќи ни овозможуваат на многу поедноставен начин да комуницираме, да се информираме, значи светот стана многу мал, да речеме, за разлика од пред 20 и 30 години. Како што најавивме на нашите социјални медиуми, денеска разговараме на темата младите и медиумската писменост. Тема која што е многу важна доколку пробуваме да направиме едно здраво, критички настроено општество. Во време кога сме обкружени со различни извори на вести, како да одбереме која е точната, како да видиме и да ја препознаеме точната вест и изворот, за тоа разговараме денеска. Да погледнеме точно уште едно видео и да почнеме со нашата тема. Човек што не чита нема ама баш никаква предност пред оној кој што не знае да чита, рекол Марк Твен. Во ера на неконтролиран наплив од информации, во време кога сме обкружени со различни медиуми, медиумската писменост е неопходна алка која што недостасува во едно здраво граѓанско општество. Консументите на информации имаат потреба од нови знаења и вештини за правилна селекција на информациите. Промовирањето на медиумската писменост значи поттикнување на критичкото и на аналитичкото размислување на граѓанското општество. По дефиниција, медиумската писменост е концепт која што овозможува пристап, анализа, критичко вреднување и креирање информација или порака со посредство на медиумот. Сите медиуми се обидуваат да ни продадат нешто. Ако не производ, тогаш некаква идеја. Ако тоа не е идеја, тогаш ни продаваат известни вредности. Ако не се вредности, тогаш е концепт на живењето, вели Софија Кинтеро. Медиумската писменост не учи како да ја пристапиме на медиумската содржина. Кој ја испраќа? Која е целта? Дали е тоа информација или скриена пропаганда? Дали е вест или новинарски став? Во трката по ексклузивност, новинарот знае некогаш да ги прескокне професионалните стандарди и етнички начала. Како да го препознаеме тоа? 1000 прашања, 1000 одговори. Истражувањата покажуваат дека 82,7% од испитаниците во државава користат социјални мрежи. Во однос на возраста, најголемата застапеност на користење интернет може да се забележи кај најмладата популација од 20 до 24 години. Студентите исто така имаат највисока стапка на користење интернет со 97,9% и значајно се разликуваат од останатите групи. Разлика постои и кај различните нивоа на образование. Степенот на развој на едно демократско општество веќе се мери според степен на медиумска писменост. Таа е императив на новото дигитално време. Медиумска писменост, тема која што не засега буквално во секоја пора на нашето живење, без разлика во која сфера работиме. На таа тема денеска имам 5 гости, специјално избрани затоа што сте стручни и точно знаете за што разговараме. Во студиото на гости го имаме Филип Стојановски, директор за партнерства и развој на ресурси во Фондацијата Метаморфозис. Здраво, здраво.
Никола Цветковски, дипломиран политиколог. Добро вечер. Здраво, здраво. Александра како е Теменугова? Проверете. Така, не, ама акцентот кај се става? Теменугова или Теменугова? така, Теменугова е. Значи Александра Теменугова, Институт за комуникацијски студии, и Александар Стојановски, Евротик, Центар за европски стратегии, и Емилија Петреска Камењарова, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро вечер. Колкави титули имате дека да ве прочита човек, ќе се измори, воздух ќе изгуби. Јас би почнал со еден коментар од социјални медиуми. Славица Митревска вика: се надевам дека темата ќе допре до младите, тие масовно ги користат медиумите, а писменоста им недостасува. И срценце на крај. Прашувам, дали на младите ми е јасен поимот што точно значи медиумска писменост? Дали на сите ни е јасен поимот што точно е тоа медиумска писменост? Би ја прашал Емилија. Имајќи предвид дека медиумската писменост сушност е писменоста на 21 век, тогаш тоа е прашање што не засега сите нас. Не само младите, ние сите живееме во еден медиумски посредуван свет. Значи, ништо што не се случува на дневно ниво, не ни се случува без медиуми. За се дознаваме преку нив и затоа ни е неопходно сите што е можно повеќе да знаеме за тоа како функционираат медиумите, како ние треба да функционираме внатре во медиумите, како да се изразуваме. Пред малку во прилогот беше дадена една од дефинициите за тоа што е медиумска писменост. Би сакала малку да ја демистифицирам, затоа што секој од нас во животот, не, во денот, многу пати се среќава со работи кои што се дел од медиумската писменост, ама не ги препознава како такви. Првиот сегмент од дефиницијата беше пристап до медиумите. Затоа што како ќе можеме да ги користиме медиумите ако немаме пристап до нив? Што би значило тоа практично? Ако се сети публиката пред некои 8-9 години имавме дигитализација на телевизијата и тогаш имаше еден дел од граѓаните кои што не можеа сами да си набават сет-топ боксови, па им беа набавени од државата. Зошто? Затоа што ако ги немаат, ќе немаат пристап до медиумите, ќе им биде нарушено правото на слобода на изразување. Значи, ете го првиот чекор, мораме да имаме пристап до медиумите. Вториот чекор кој што е за мене исклучително важен, а тоа се сите оние сегменти кои што го градат создавањето на критичката мисла, критичкото осознавање и размислување за медиумите. Пак преку еден практичен пример. Критичкото размислување всушност значи дека постојано го преиспитуваме она кое што го добиваме преку медиумите или преку социјалните мрежи, зашто не е тоа исто. Да речеме пред година дена, кога започна пандемијата со COVID, најпрвин почнавме да во медиумите да среќаваме податоци на дневно ниво колку ново заболени има. Ама многу наскоро ни стана јасно дека сам по себе податокот не значи ништо. Ни требаше податок од вкупниот број тестирани колку се ново заболени. Тоа веќе ни даваше контекст. Па после некое време ни требаше податок смртност. Ама како ќе го прескокнеме тоа? Ама како одиме, како се справуваме со кризата во однос, да речеме, со другите држави. Па ни требаше споредлив податок број на заболени во однос на вкупниот број на население за тој процент да го споредиме со другите држави. Многу практично, фактички сите тие прашања кои што ни се наметнуваат, значат дека ги анализираме медиумските содржини, значат дека се прашуваме што е тоа што ни фали во информацијата и бараме да го добиеме. Вака наедноставно кажано. Исто така, многу важен сегмент, и ќе бидам брзо готова, знам дека сме 5 мина. Многу важен сегмент е дека медиумската писменост подразбира градење на активни граѓани. Значи, да бидеме свесни како граѓани што правиме и што значат сите наши постапки, што значи да излеземе на гласање, која е моќта на граѓанинот, што значи да потпишеме петиција, што значи да покренеме петиција. Значи, тоа е исто важен сегмент. И многу важен сегмент како ние постапуваме кога создаваме медиумски содржини и кога ги објавуваме тие медиумски содржини. Или наедноставно кажано да бидеме свесни дека во таа деперсонална комуникација која што се случува преку, да речеме, социјалните мрежи, никогаш не смееме да си дозволиме да го кажеме она што некому не би му го кажале во лице. Затоа што
Таа е разликата меѓу слободата на мислата и слободата на изразувањето. Мислата има апсолутна слобода, најбрза е, никој не може да ја спречи. Секој човек се ќе помисли, но прашањето е што ќе направиме со зборот што треба да го изречеме. Прле пред магаре, што ви кажете. Значи не треба да бидеме како прле пред магаре, туку да внимаваме што и како зборуваме. Описменувањето, односно описменувањето на ниво на медиумска писменост стана прилично важно во ова време. Исклучително. Никола? Знаете како? Самиот факт што ние разговараме сега овде, значи дека Европската унија е загрижена за тоа колку и до кој степен е, нели, медиумската писменост. Кога имаме таков супранационален ентитет како Европската унија, што, нели, гледаме дека е загрижен за ваквата проблематика, гледаме која е магнитудата на ситуацијата, односно колку е тоа битно да се развива медиумска писменост. Така што потоа доаѓаме до следното прашање, зошто пак на ЕУ и е толку битно, нели, да промовира медиумска писменост? Добро, се да разговараме дека не е само на ЕУ, значи збориме дека и на Македонија еден од приоритетите во моментов се случува, чим зборуваме тука, значи ние и на нас битно и целата работа е дека се повеќе и повеќе ми самите го среќаваме зборот медиумска писменост. Голем дел од луѓето не знаат, голем дел од луѓето мислат дека тоа е комплетно друга работа која што треба нешто да седне и да се учи, затоа и се поврзува дека треба да се стави во образовен систем. Ме интересира зошто мислиш дека е прилично важно целата таа ситуација? Дефинитивно и кај нас е, нели, сериозна проблематика. Тоа е така затоа што кога најголем дел од, нели, гледачите или речеме популацијата не препознаваат лажни вести, имаме појава на радикални размислувања, крајни идеологии. Тоа не е воопшто здраво за било кое општество, без разлика дали станува збор за Европската унија или за Македонија. И знаете како, станува оваа проблематика важна само поради фактот што јас во оваа ситуација гледам два приода за решавање на проблемот. А тоа е оној приод кој што е, нели, карактеристичен за минатиот век на нашата ера, а тоа е окей, ова не е вистина, ова не е правилно, онда е забрането да го кажеш или да го пренесеш. И вториот приод, кој што верувам дека е, нели, многу попрактичен и поприфатлив, е да го подигнеме степенот на медиумска писменост. Затоа верувам дека таму извира сериозноста на проблематиката. Мора да се стави акцент на тоа да има повисока медиумска писменост. Добро, со условно кажано медиумско описменување на што повеќе граѓани може да се намали шансата за манипулација со нив? Како не, работата е во тоа што ние сите сега се наоѓаме во една нова средина. Не се работи само за младите кои што влегуваат сега во животот, туку и оние што не се толку млади се наоѓаат во сосема нова ситуација. Дури младите полесно би можеле да го апсолвираат тој момент отколку повозрастни. Па и да и не. Мислам дека на сите ни треба таа едукација, бидејќи таа нова средина цело време се менува. И ние не можеме да се потпреме на идејата дека оној збир на вештини кој што го нарекуваме медиумска писменост, тоа е еден збир на вештини кои што ни овозможуваат да ги разбереме содржините кои што ни се нудат или да го разбереме и самиот процес и да ги анализираме, да критички да размислуваме, па и сами да создаваме такви содржини доколку сме на социјалните медиуми, но пред се за да го демистифицираме тој цел поим, мислам дека може да се сведе баш на ниво на вештини, односно начини на анализирање на она што ни се нуди. И тоа е потребно на сите, бидејќи оваа средина на доминација на дигиталното во нашите животи беше можеби незамислива дури пред 10-тина, камоли пред 20-30 години. И сега затоа и самиот поим на медиумска писменост се менува. На времето, кога не била толку изразена оваа дигитална сфера, пред се зборувало за медиумска култура, познавање на медиумите, разбирање на зашто се користат разни медиуми како телевизија, не знам, весник, стрип и слично, или жанровска различност, на која тема е дадена содржина, па луѓе, мислам, таква едукација постоеше и многу пред да зборуваме генерално на овие теми, уште пред 30-40 години, како дел од образовната програма на јавните сервиси. Но сега
имаме потреба, бидејќи таа сфера многу се прошири, поимот медиумска писменост да се прошири и со теми од типот на дигитална, кој што претходно се нарекува дигитална писменост, значи тие опфаќа користење на нови технологии, користење на софтвер, но и свест за тоа кои се последиците од тоа користење и пред се како да ги заштитиме нашите права, односно самите човекови права во таа нова средина, бидејќи тие мора да бидат заштитени и онлайн, како што се законски заштитени и офлайн. И целата таа ситуација создава баш една константна ситуација на промени, на кој што ние сите мора да се прилагодуваме со доживотно образование. Кај младите имаме високо ниво на разбирање на техничките аспекти, но но нивото на разбирање на општествените аспекти или па дури на ниво на сваќање на аспекти на безбедност, аспекти на сопствени права, е нешто што може да го добијат само од постарите, бидејќи тоа е дел од животно искуство. Они имаат познавање дигитално, но немаат искуство кое што би можело да им помогне за да одлучат што е реално, што не е реално, што е манипулација, што е вистина што му кажуваат. Баш заради тоа направивме една анкета, ги запрашавме точно од каде земаат најчесто информации, како се однесуваат према информациите. На терен ја пуштивме Лиридона во Гостивар да праша меѓу низините колеги, пријатели и сограѓани на темата за добивање на информации по социјални медиуми. Да видиме што кажа. Unë jam Liridona dhe gjendemi sot në qytetin e Gostivarit. Do t'i anketojmë bashkëmoshatarët e mi rreth mënyrës se si ato informohen dhe nga i marrin informacione. Nga cilat mediume informoheni më së shpeshti, televizion, radio apo nga interneti? Nga interneti më së shpeshti. Најчесто преку интернет ги следам новостите. Nga телевизион. Nga интернeti. Телевизија и интернет. Verувате ли во се што ќе видите или прочитате на Facebook, Instagram и понатаму? Не, ама добро е да се проверат информациите и на други медиуми. Jo gjithçka, mbarë. Jo, nuk janë gjitha lajmet për të besuar. Ne veroj. Tani do vazhdojmë të pyesim qytetarët se çfarë ato mendojnë. A din të rinjtë se si t'i përdorin mediumet digjitale? Tash besoj se gjithë të rinjt, ose jo gjithë, por 98% trive din t'i përdorin, se që jemi edhe në shekullin 21, jo dihet. Моје мислење е дека не знаеме да ги користиме медиумите. Mendoj që po. Mislim дека знам, да. A i kontrolloni burimet e informacionit? Jo shpesh. Se trudam. Po, prej më shumë burimeve është më e sigurt. Ne. Da, pretežno da. Smetate li дека објавените вести се објективни, авторски проверени или не? Затоа што постојат многу Facebook страници што ги превземат вестите од оригиналните извори. Не, најчесто не се. Моje мислење. Jo të gjithë, se s'ka kush t'i verifikojnë tek ne. Mendoj se disa janë dhe disa nuk janë. Pa nesit. Mislim дека не се сите објективни. Прилично различни мислења ваму таму, во принцип смисла дека сите знаат да ги користат медиумите. Јас не сум баш сигурен дека сите ги користат можеби не ги користат сите за иста работа медиумите, дека ги користат, ама под знак прашање дека тоа што значи знаат да ги користат. Него коментар во однос на анкетата? Ја ќе кажам. Први, ние како Институт за комуникацијски студии, бидејќи подолго време се занимаваме со медиумска писменост и конкретно со делот од медиумската писменост за вести, што условно така се нарекува, анализиравме од каде најчесто се информираат, исто како што беше и првичното прашање на анкетата.
И гледам дека младите, бидејќи таа е таа популација од 15 до 24 години, не се разликуваат нашите наоди од истражувањето со ова што го слушнавме сега. Не знам дали е поразително или не, меѓутоа тие што се информираат онлайн, неколку од нив кажаат дека најчесто се информираат од Facebook. Уште посимптоматично е што, барем тоа го покажа и нашето истражување, дека 75% од анкетираните млади лица на оваа возраст и како им влијае мислењето што го прочитале на социјалните мрежи споделено од јавни личности. Ова е многу силен индикатор за да знаеме кој ги наведува во нивното мислење. И тоа е еден сериозен индикатор за кој што треба сите овде да се загрижиме, меѓутоа и институционално, и во формално и во неформално образование, и треба ова да сериозно да се истражува. Кога рековте јавни личности, мислите ги на земавме, политичари, глумци, пејачи? Глумци, најчесто и многу интересно што кај машките можеме и така да направиме. направиме. Ми се качува цената за мене, се поише. Глумци, нели од шоу бизнисот најчесто се, нели, затоа имаме навалица условно кажано на инстаграмџи, инфлуенсери и така натаму. Многу е интересно што кај женскиот дел од популацијата, за оваа таргет група зборувам, повлијателни се лицата од женски род и тоа најчесто се пејачки, баш од шоу бизнисот, а кај машките и така како влијаат луѓето од спортот. Значи спортски личности што ќе го пласираат и така како им влијаат во... Много одбрани ние кого да слушаме. Ме интересира, значи, ако одиме на нели дека медиумски личности, нели јавни личности ги ставиме овие, ги ставате тука и да речеме, не знам, децата јутјубери кои што се на исто ниво, односно иста возраст со младите кои што читаат, затоа што они многу ги гледаат сега. Јутјуберите, мислам дека се за категоријата што се под 15 години. И тоа е една тема која што и така треба допрва да се истражува, бидејќи од она што го гледаме од нашето искуство, нивното влијание... Јас имав впечатление дека тоа е многу силно влијание имаат, кое што мислам дека многу тешко може да се контролира во однос на тоа што ќе се каже и како ќе се каже и како ќе се пласира. Тука доаѓаме во вториот сегмент, нели? Медиумско описменување на нивните родители. Значи родителите се тие кои што се првата бариера, првиот филтер, нели, на кој што треба да ги направат децата. Впрочем, фамилијата и семејството е прв филтер за се. Така што веројатно и за ова. Меѓутоа, нели, не треба да ги исклучиме училиштето, без разлика што е онлайн сега, улицата, нели, пријателите, социјалниот живот и така. Меѓутоа, тоа дома што се случува, првен треба да биде дискутирано со родителите. Нели, секогаш се отворени прашањата кого следат, зошто следат, која е причината, зошто тие се следени јутјубери, какви вредности тие продаваат и нели тука треба едно друга ниво на вештини и знаење на самите родители што би можеле да ги споделат. Секако и образованието, извини. Да, тоа сакам да кажам. Две од коментарите на Facebook, баш два се однесуваат на тоа, вика Дамјан Шутевски имаше иницијатива да се биде предмет во образованието токму ова. Има некој увид до кај е стигнато тоа, што се случува? Сега влегуваме во една тема што Ајде. Тука ја знаеме повеќето што седиме. Од сите сакам да слушам. Значи тоа е нешто што е приказна без крај. Последнава деценија, Филип, поправиме, има нешто така и малку повеќе. Ние дури правевме истражувања што колку медиумски во формалното образование ги описменуваме нашите деца и краткиот одговор е многу малку. Добро. Има логика да се прави предмет кој што ќе биде токму ова или зборуваме за описменување низ сите Има различни концепти. Некаде е тоа како изборен предмет, како што е на пример случајот со Словенија. Значи после задолжителните часови можеш да се избереш предмет медиумска писменост. Меѓутоа имаш и концепт кој што е интердисциплинарен, кој што ги вклучува изучување за медиумите, критичко разбирање на медиумите, низ повеќе предмети. И сега тоа е дебата, систем кој што треба да се разговара од повеќе. Александар, вие извини, сте го прашам, интересира вие што мислите кој е подобро варијанта?
посебен предмет или за да биде вклучено во сите предмети во образованието. Тоа е многу битна работа, значи не ја гледам логиката дека тоа треба да биде посебен предмет. Не знам дали има толку материјал за да биде тоа посебен предмет, па дури изборен. Емилија во незиното излагање на почетокот убаво го омеги проблемот. И овдека јас би рекол дека едно од клучните елементи за да може да се постигне некое посакувано ниво на медиумска писменост, дали кај конзументите или кај производителите на содржини, степенот на способност за критичка мисла многу може да реши од проблемот во старт. Затоа, можеби ако образовните програми се конструирани на начин на кој што ќе потекнуваат користење на когнитивните способности, анализа, синтеза, на одредено прашање, на одреден предизвик, ќе ги мотивира, ќе ги стренира и издресира луѓето, независно од нивната возраст, критички да му приоѓаат на она што пред нив ќе се појави. Дали е тоа медиумска содржина, традиционална, нов медиум, дали е тоа нешто што личи на информација, а сепак ги нема одликите на информација, па примателот ќе треба да направи една дисекција и да Така, ова не е математика која што може да кажеме дека 1 и 1 се секогаш 2. Значи ова е Ама и во математика може да имаме медиумска писменост. Да, ама ова е повеќе soft skills што се вика, значи тоа треба човекот лично да одлучи дали на таа вест ќе верува гологлаво или ќе отиде да провери на втор чекор, дали ќе ја шерне пред да размисли заради тоа што е бомбастичен насловот или заради тоа што доаѓа од некој пријател кој што мисли дека он веќе ја проверил работата. Ама на пример како може математиката да користи за медиумската писменост, пример од финците кои што патем ја применуваат медиумската писменост како пристап, и јас лично верувам дека треба како пристап во образованието се користи, а не како посебен предмет. Не ни треба уште еден предмет со дефиниции, со цртички, подцртички. Примерот од професорот како ќе пристапи на тоа да, значи на пример како медиумска писменост поврзана со математика. Една од работите кои што се користат при манипулацијата со информациите е статистиката. Значи, во математика можеме да ги научиме децата, и финците ги учат децата, како може процентите, например, бројките, до кои што се дошло во некои истражување, да се злоупотребат. Пак јас многу сакам примери кога збориме, да речеме има нешто што се вика статистичко слепило. Тоа е кога на мала бројка некои испитаници ќе ги користиме процентите. Па да речеме имаме вкупно 10 испитаници, од нив 5 мина рекле да, 5 мина рекле не, и ние велеме дури 50%, тоа се 5 мина. Значи, ако децата уште од рана возраст ги научиме да секогаш да се, значи не да бидат сомничави, но секогаш да ги подвргнуваат на дополнителни прашања и подпрашања информациите кои што ги гледат, кои што ги слушаат, кои што ги читаат, тогаш ќе го постигнеме тоа ниво на критичка свест која што ни е потребно. Инаку, од истражувањето што го правеше агенцијата 2019 година, тоа е второто наше истражување за нивото на медиумска писменост во земјава и поддржано беше од ОПСЕ, нели? Чиме поддржано, значи тоа. Голема благодарност. Се покажа и се потврди тоа што го утврдивме во 2016 дека нешто повеќе од 2/3 од граѓаните, од испитаниците, од од репрезентативен примерок, одлично прашање, од репрезентативен примерок по повеќе, нели, тројата стратифициран примерок, кој што сосема ја представуваше добро популацијата на нашата држава, значи нешто повеќе од 2/3 имаат став дека различните телевизии за исти настани различно известуваат, што укажува на нивна известна критичка, значајна всушност критичка свест, значи тие препознаваат. Они го знаат, ама што ќе преземат? Што преземаат по тоа прашање? Да речеме во истражувањето од 2019 година најголемиот дел од нив кога ги проверуваат информациите, ги проверуваат во разговор со своји пријатели и блиски. Само 20,5%, односно 1/5, ги прават некакво самостојно истражување за да дојдат до информациите. Значи, затоа сметам дека е навистина битно уште од рана возраст, нормално секогаш соодветно на возраста на прво децата, потоа луѓето и потоа најстарите, бидејќи навистина за сите возрастни групи е важна медиумската писменост, значи секогаш да го збогатуваме тој капацитет за критичко размислување, за поставување постојано прашање. Ако може само Повели. Во однос на оваа дебата за воведување на медиумска писменост во формалното образование,
мора да се земат предвид и практични аспекти. Ние имаме 25-26.000 наставници. Ако воведеме нов предмет, дали тоа значи дека треба да се обучат преку факултетите прво, X илјади наставници кои што ќе го предаваат тој предмет, да се сменат распоредите на тој начин што тој предмет ќе се вгради во неделниот распоред, што значи некој број на часови по други предмети да се смалат или не, и низа други практични прашања кои што доведуваат до тоа дека и сега имаме и предлог за нова концепција за основно образование во кој што се застапува ставот дека медиумската писменост треба да се интегрира во веќе постоечките предмети. Значи да нема посебен предмет. Од таа страна, тоа одговара и на некои искуства што ги имаме ние, бидејќи навистина во секоја област на човековото живење може да има аспект на медиумска писменост или од друга страна, она противната страна на паричката, дезинформации, манипулации или обиди на луѓето да им се продаде нешто кое што е против нивниот интерес. И затоа е исклучително важно, ако веќе го додаваме овој аспект на медиумска писменост во она што веќе постои во образованието, тоа се елементи на медиумска култура, кои што се дел од часовите по мајчин јазик или по други предмети. Навистина, тоа да се направи на начин кој што ќе овозможи примена на критичкото мислење, кое што мора да се развива од почеток, од прво оделение, бидејќи и тоа може да се случува во било кој предмет. Ние имаме еден пример за овој аспект, но да речеме во учебникот по физика во пето оделение се дискутира за теоријата дали земјата е тркалезна или е рамна. И има во една лекција аспект на таа дискусија, демек децата да се поттикнат да ги разгледаат аргументите. Гледаме нешто што сите влегли флетърт со сајати групи. Пред 10 години не сме можеле ни да помислиме дека голем дел од наши сограѓани ќе бидат жртви на теории на заговорот, која што една е најочигледната и најекстремната, дека земјата не е рамна, не е топчеста, туку се работи за некаква... Кога се збори на телевизија за такви работи јавни, кога се каже, тоа прави рингишпил у главата на многу луѓе. Токму така, имавме период во кој што такви содржини беа дел од содржините на телевизии со национална фреквенција, која што за да се добие национална фреквенција, што е еден јавен ресурс кој што сите ние како граѓани го подесуваме, еден медиум мора да исполнува 3 основни функции како дел од европската концепција. Тоа е информирање, забава, но и образование. Образовниот аспект на медиумите е доста занемарен во минатото и тоа доведува и до генерации кои што се подложни на разни типови на манипулации. Јас со огромен проблем гледам во тоа дека во однос на имплементирање во образованието, значи не може мене наставничката која ќе видам дека шерува, дека со поминување под гранка може да се излечи корона, треба да очекувам дека она ќе спроведе да речеме, не знам, критичко мислење врз студентите и учениците кои што тоа го каже, и тоа е по пута 25.000 во цела Македонија. Затоа кога зборуваме, самиот термин ни кажува медиумска писменост, значи спаѓа во поголема категорија во писменост. Што ни кажува тоа? Ни кажува дека луѓе кои што поминале прошле повеќе години во формалното образование се поотпорни на дезинформации, на тоа да се излажани од исто така имаме ситуација каде што држави кои што имаат поголеми достигнувања во образованието исто така имаат помал ризик од медиумска писменост. Значи тоа ни кажува дека писменоста, односно генералното образование, не посебни предмети, прават да го намалиме ризикот. Значи кај нас треба во принцип да се описменат прво професорите. Не е само тоа, сега имаме еден многу актуелен документ, концепција за основно образование. И се пласираат постојано информации, така доста интензивна е таа дебата, да. Меѓутоа внатре
И така како се споменува што го вели Филип дека ќе се настојува да се поттикне критичкото мислење. Меѓутоа внатре ниту еднаш не е спомната медиумската писменост. Истото се случува и со претходниот стратешки документ, тоа е стратегијата за образование, и внатре исто така не се спомнува затоа што нема кој да ја спроведе. Да. И сега тоа не значи дека во образованието некој не мисли медиумски да ги описмени нашите деца, меѓутоа различен е пристапот. Велиме дека повеќе се пристапува тежината на стекнување на дигитални компетенции за да можат сите да бидат, нели, активни граѓани. Тоа е, нели, нешто што се пресликува од европската агенда во другите европски држави и кај нас. Друго е прашањето колку сме успешни во тоа или не. Меѓутоа, јас навистина сакам да видам сериозна дебата, особено од извршната власт, каде што би можеле да кажат како тоа планираат да го пренесат. Ја би ставил едно копче репорт на сите наставнички професорки што шеруваат сомнителни вести, па да си се пребориме. Но тоа нема да се случи. Да, ќе продолжиме. Имаме моја сторија прилогот денеска изработен од страна на Институтот за комуникацијски студии со поддршка на ЕУ. Да го погледнеме тоа, па после се враќаме повторно со критикување на тоа колку треба да се спроведе на добар начин образованието и вклучувањето на поимот медиумска писменост кај нас. Да видиме. Здраво, јас сум Медијана. Се знаеме одамна, френдови сме на Фејсбук, а мислам дека ги пратише моите видеа на YouTube. Решив да прошетам бидејќи очиве ме заболеа од седење пред компјутер. Пишувам ништо за медиумска писменост. Порано бев тотално аут. Мислев дека писменоста е поврзана со говорењето и со правописот и на тоа поле малку од малку сум писмена, ама медиумски ич. Вешто владам со Facebook, Instagram, Twitter, а направив и свој профил на LinkedIn за кога ќе дипломирам, полесно да си најдам работа. Иако 10 часа дневно поминувам со медиуми, сепак не ве што ги читав. Медиумската писменост е разбирање на медиумите, деконструкција, толкување и критичко вреднување на медиумската содржина. Медиумската писменост се базира на 5 концепта. Кој е авторот? Емисиите кои ги гледаме на ТВ, слушаме на радио, текстовите кои ги читаме на веб се нечие разбирање на одредена тема. Во една медиумска порака која е испратена има премногу кадри и искажани зборови кои се отфрлени, а ние за тоа не знаеме. Па кој е вистинското прашање кое треба да го поставиме во овој момент? Дали главна вест на телевизија е она што го слушаме во моментот или пак нешто друго? Вториот концепт е техники и јазик. Медиумските пораки се конструирани со користење на креативен јазик и нивни правила, односно кои креативни техники се користат за да го привлечат моето внимание. Медиумските пораки се обидуваат да не уверат во тоа што ни го сервираат. Секоја од нив си има своја естетика и реторика, каде покрај зборовите се користат звукот и сликата. Визуелните елементи како аголот на камерата, композицијата и невербалниот говор влијаат на медиумската порака и на тоа како ние ја доживуваме истата. Различните луѓе на различен начин ги доживуваат медиумските пораки. Нашите различности, независно дали се работи за образование, искуство, политичка или религиозна определба, влијаат на нашето разбирање на медиумите и медиумските пораки. Но сите пораки се креирани за одредена публика со цел да се влијае на нивното мислење за некоја определена причина. Медиумските пораки не се неутрални, ниту некогаш ќе бидат. Тие наметнуваат своји стилови, вредности и ставови. Неретко последиците од нив се генерализација, создавање стереотипи и предрасуди, иако очекуваме балансни идеи и различни точки на гледање. Која е целта на медиумските пораки? Поголемиот дел од нив се насочени кон создавање профит и моќ. И редно време е да прашаме зошто медиумските пораки се насочени токму кон нас. Медиумите нас не образуваат, не информираат и не забавуваат, но имаат за цел да не уверат во она што го нудат. Затоа е значајно да можеме да ја процениме намерата, да видиме дали е таа видлива или допрва треба да ја откриеме. Секојдневно гледаме телевизија, слушаме радио и читаме вести и портали, за да се информираме и образуваме. А клучна цел на медиумите е да не уверат и убедат во нешто и истото тоа да го направиме. Тоа е највеќе видливо во политичките кампањи, рекламите и односи со јавноста. И кога ја анализираме целта на праќањето, треба да ја имаме на ум сопственоста на медиумот која пласира пораката, дали се работи за јавен сервис, локален сопственик или пак корпорација.
Затоа медиумската писменост подразбира внимателно гледање, толкување и анализа на содржината која ја менуваме со далечинскот или со маусот на компјутерот и да се прашаме на што од ова треба да веруваме. Се разбира не вклучувајќи ме и мене. Јас се што ви зборуваме во ваша корист и за ваше добро. Фино, прецизно, концизно направено во 5 чекори. Мислам дека кој да се води според тие чекори нема да биде толку проблематично и да утне. Ме интересира, Александар, нели, дигитализацијата го намали јазот на медиумскиот мрак, нели, на брзина на достапни информации. Од друга страна па направи голема дупка во однос на генерации кои што можат да се прилагодат и кои што не можат. Допринесе, дали мислиш дека тоа е еден од главните причини зошто сите тие генерации кои што не се пронајдоа така брзо во ова се многу лесни на манипулација во однос на информации? Па зависи од конкретно од единката. Значи, ако ја земеме мојата 95 годишна баба, она нема изложеност на интернет. И она го прави тоа што го има правено во минатото за информирање, значи или радио или телевизија. Во нејзиниот случај она не е изложена на голема опасност, но од друга страна, да речеме ако ги земеме 60 и нешто годишните лица, 50, кои што можат да коегзистираат со денешната технологија, не ја бркаат информацијата денеска стигнува до нас, пуш. Тие лица, доколку ги немаат оние параметри за анализа, расудување каква информација од каде доаѓа, која е целта, кој е изворот, да, тие се подложни на манипулација, подложни на дезинформација, подложни на се она кое што ова време на плурални информации, што проверени, што непроверени, што со искрени намери, што со скриени намери, го прават својата. Има направена некоја студија која група е најпогодена од погрешно толкувани информации? Од маса број 3? Младите. Младите? Невозрастните? Невозрастните. Има една група, таа што ја кажува околу 60 од 35, барем така покажа нашето истражување. Во суштина од 35 до 65 плюс. Зошто? Бидејќи тие најмногу време поминуваат онлайн. Не велам, зборувам сега за начин на информирање. И помладите под 15 се нели онлайн, меѓутоа зборуваме за информирање. Моментот е дека поразителни се бројките колку малку ги проверуваат вестите. Повеќе од четвртина не ги проверуваат и второ им веруваат на тоа што ќе го прочитаат. Зошто? Бидејќи е спакувано во фина новинарска вест со убав дизајн, добра реченица, убав хедлайн, така, наслов и автоматски и сега повторно се враќаме на истото, нели, како да ги направиме овие луѓе да ги проверуваат информациите, да бидат едноставно медиумски писмени. Само да ги убедиме да не шеруваат на тоа го викам јас импулс шер, као што ќе го види, одма си го шерне, одма си го лајкне и тоа. Исто така поразително е што малкумина од нив се свесни како тие информации стигнуваат до нив. Значи, чекорот во позадината, значи, зошто тие информации стигнуваат до нашиот дзид, нели, на дали на Facebook или на Instagram или не знам што. Малкумина од нив го разбираат концептот дека тоа е резултат на супериорна вештачка интелигенција, дека алгоритмите се сериозна индустрија кој што вработува многу луѓе со врвни умови и сето тоа што се појавува кај нив на телефонот има причина зошто. Тука се вклучени повеќе фактори, рекламна индустрија, производители на вести, на различни медиумски содржини, од различни медиумски гигантски онлайн платформи и тоа е нешто што можеби како што рече Филип, сега тоа е една доба која што постојано се надоврзува, се развива, меѓутоа не треба да престанеме да зборуваме за тоа. Преска некој од вас го чепна малку прашањето, ме интересира што се случува во другите европски држави по ова прашање. Знаете како?
они се загрижени, тоест генерално државите кои што се заснуваат на либерализам, на демократија, се загрижени со степенот на медиумска писменост, затоа што станува збор за малигна појава. Знаете, ако ја замислиме, не морајте државата, општеството, ако го замислиме како организам, реално малигна појава заболување е да граѓаните се дезинформирани. И да, се случува многу, особено во Европската унија, на овој план, и го проблематизираат, нели, ваквиот феномен, само затоа што го подкопува моменталниот систем врз кој, нели, државите ја темелат својата работа. И знаете, кога имаме ние недоволно односно недоволно висок степен на медиумска писменост, онда, како што споменав преска, ќе имаме појава на радикални идеологии, не знам, крајни теории за тоа како едно општество треба да функционира, а во моментално, особено во западниот свет, општествата се основаат врз умерени теории на општествување, што се вика. Така што директно ги подкопува современите држави. И ние ако дозволиме тоа да е ван контрола, онда верувам дека, не знам, 40-тите години на минатиот век се карактеризирале со такви крајни идеологии. А има некој конкретно решение кое што се имплементира и кое што знаеме дека функционира во некоја од околните држави? Не знам сега како да кажеме. Европската комисија е прилично агилна околу тоа. Значи, од директивата за медиумските регулатори до препораките дека треба да биде вклучена медиумската писменост во образованието, новите сет дигитални компетенции со новата стратегија, значи сите се тие планови, акциски, вклучувајќи го, нели, после изборите, нели, после Трамп, Брекзит и така натаму, после 2016, односно во 2018 беше донесен еден голем кодекс на практики за спречување на дезинформации во кои што ги присилија големите платформи, Facebook, Mozilla, YouTube и така натаму да бидат потранспарентни, бидејќи видовме што се случи со изборите во Соединетите Американски држави во 2016. Европјаните беа прилично исплашени што ќе се случи со, тогаш беше клучен момент, нели, изборите во Европскиот парламент, да не бидеме наивни, нели, има други едни структури кои што од различни центри на моќ пласираат, значи имаат сериозна машинерија за производство дезинформации кои што и носат различни последици многу сериозни. Значи сите врз основа на тие информации носиме одлуки на крајот на краиштата. Само на кратко да се надоврзам, и ова е врзано со јутуберите. Кога ќе видите бројка на некое младо лице кое што има, не знам, пола милион следбеници, тоа значи дека тоа лице е авторитет на пола милион единки, други. И со ваквото, тука делумно е таа причинско-последична врска зашто денеска медиумската писменост е толку актуелна и толку важна, не само кај нас, туку и на други места. Затоа што умот може да биде вепонизиран, да биде претворен во едно оружје кое што може да се бори и да поместува вредности кои што ние сме мислеле дека се безбедни, дека се традиционални, дека се втемелени во нашето живење. Како што може да се влијае на еден ум со една порака, кое што има поинакви намери од оние што ние иницијално ги гледаме, така мора да се држи континуирано прашањето за критичко мислење. Сега денеска го викаме медиумска писменост, сутре ќе го викаме. А кој ќе ги заштити, не знам, имате ли отприлика визија кој би можел да заштити јутјубер кој што има милион фоловери или лајкови на видеата, да не прави условно кажано глупости кои што ќе му донесат, нели, видливост, а истовремено влијае лошо на X број на Тоа е многу тешко прашање да се одговори, поготово затоа што имаме инстанци каде што гледаме во национални парламенти одговорница, парламентарци, пратеници овде на други места излегуваат и го прават токму тоа истото што на YouTube се случува. И многу е тешко да бидеш полиција на умот. Сензационалност ќе се донесе популарност. Можела јас нешто да додадам, значи директивата за аудиовизуални медиумски услуги на Европската унија со нејзината последна промена во 2018 година во
тој документ кој што претходно имаше опфат, се однесуваше само на телевизиите, значи на класичниот медиум, сега се прошири не само на аудиовизуелни услуги на побарање, туку се прошири и на она што се вика видео шеринг платформс или платформи за споделување видеа, или поедноставно кажано Facebook, YouTube, Google, во оној момент, во оној свој дел во кој што преку нив се споделуваат видеа. Бидејќи видеата се аудиовизуелна медиумска содржина, тие де факто потпаѓаат сега под регулацијата. Тоа кај нас, нели, со тек на времето ќе се пренесе, ќе се транспонира во нашето законодавство таа директива, така што и кај нас таквата обврска ќе дојде, но да речеме сега веќе на европско ниво до лани до септември 2019, сега 2020 ми е пропадната со корона. Црна сива зона која што никој не е сигурен дали е 38 имам или 37 имам, колку се треба да помнам. Престапна година е таа. Да, престапна е. Ја прескокнуваме. Но транспонирањето, нели, во државите членки на Европската унија е во тек, дел од нив веќе имаат пренесено во своето национално законодавство и сега веќе се среќаваме со тие први нели примени каде што под регулација на регулаторните тела како што е кај нас агенцијата се наоѓаат и Facebook и сите овие што ги надборев пред малце баш во тој дел каде што има споделување на видеа. И сега веќе и од пред неколку години веќе, да речеме, не може во своето видео јутјуберот да некого да промовира, некој продукт, при тоа да не каже дека е тоа дека е спонзорирана емисијата или мора да внимаваат каков речник употребуваат во смисла, нели, да немаме радикален речник, да немаме говор на омраза и така натаму, затоа што сето тоа сега веќе влегува под регулација. Да не забораваме, значи од Европската комисија има посебни тела кои што ги мониторираат сите овие спроведувањето на политиките. Тоа значи дека неколку работи се клучни, што се направија пред неколку години. Првин дека се забрани со овој код на практики да може да се промовираат, да се пласираат платени политички програми без да се знае кој е изворот што ја финансира таа политичка порака. Вториот момент е дека се направија низа чекори каде што луѓето се поттикнуваат да пријавуваат прекршувања на вакви лажни профили и така натаму. Трол фармите, трол фабриките, сите тие нови алгоритми има за наоѓање на лажни вести и така натаму и така натаму. Низа на чекори, механизми има кои што механизми, некои од нив баш ради тој кодекс што го спомна преска и Александра, значи самите социјални медиуми мораат сега да поднесуваат извештаи до Европска комисија што преземале. И потоа и самите регулатори и самата, сега тоа се вика Европска група на регулаторни тела, значи регулаторите од цела Европска унија имаат таква група, па прават сега контроли, значи односно контрола е многу јак збор, прават проверки, односно проверуваат дали навистина е тоа спроведено. И тоа е сега еден цел процес кој што на европско ниво е во фаза на проверување, договарање, преговарање, усогласување, затоа што ништо не може од прва да профункционира, никаде, не само во Македонија. И индивидуалците, значи јасно ми е за корпорации, за политички партии, но тоа би ги опфат, и јутјубери, инфлуенсери и така натаму. Затоа што споделуваат видео. Поентата во регулацијата на аудиовизуелната содржина, односно на видеото, е во тоа што таа многу лесно остварува влијание. Прво што ќе кликнете, нели порано тоа беше со телевизорот, а сега и кликнувате и добивате веднаш мислење, став, ве убедуваат во нешто, не е тоа дека седите и читате, например, нешто, некоја статија, па потоа ќе се навратите, па ќе размислувате како што беше на времето со печатените медиуми. Туку сега го кликате, слушате, не го дослушувате можеби цело, одите на следното или ќе го дослушате, ќе го догледате целото и веднаш ќе добиете низа препораки што друго, што алгоритмот смета според вашите покажани навики на користење на медиумите, дека би ве интересирало, значи ја создава за вас вашата ехо комора и ве затвара во еден простор во кој што ги имате вашите истомисленици.
За жал, така функционира тоа. Значи, затоа е нужно, се смета на европско ниво дека е нужно овој дел да се регулира. Значи, кај нас имаме мала, нели, останато уште одамна дека пријавување на неправилност е кодошење или нели она комшијата кјути си да не се налути и така натаму. Дали мислите дека доколку се обучат луѓето, младите сите да бидеме поагилни во однос на пријавување контент, пријавување лоша содржина, пријавување на не знам, говор на омраза и така натаму, кој што не е секогаш прифатлив, најубав, најудобен процес, па некојаш е и малци потежок додека се најде на секоја платформа различен тип, би помогнало во однос на тоа побрзо да се спроведе ваков тип на не знам, на регулатива и да се регулираат малку повеќе тие вести кои што не се за тука. Најбоже да го пријавуваат. Работата е во тоа. Пријави го комшијата. Работата е во тоа што нема едно решение за овој комплексен проблем, бидејќи ова е проблем кој што практично допира до тоа каква е нечива концепција за општеството и за животот. А тоа во основа се базира на прашањето дали ти е важно што е вистина или што не е вистина. Бидејќи за многу луѓе не е важно што е објективната вистина, нешто што научно може да се потврди, туку она што им носи некаква, што одговара на некаква нивна политичка или друга пристрасност. Тоа го гледаме врз база на тоа какви манипулации се присутни кај нас и какви внатрешни механизми на размислување манипулаторите користат за да дојдат до своите цели. Односно, како што рековме, има ситуација во која што се поттикнува како би се рекло, недоверба во институциите и тоа најдрастичен пример е она од што сите сме загрижени и патиме е подложноста на дезинформации во врска со пандемијата, односно здравствените теми, кои што не беа само проблем минатата година и оваа, туку и претходно, бидејќи имавме антиваксерското движење и слично, буквално поттикнува одбивање на објективна, она што може објективно како луѓе да го дознаеме и врз база на кое што ние би требало да ги носиме нашите одлуки како општество, бидејќи знаеме која е разликата помеѓу општество кое што ги носи одлуките врз база на наука, а кое е претходно, бидејќи знаеме колкава била стапката на пример на смртност на пред 19 век и после, откако почнува науката да станува дел од општеството. Работата е во тоа што на вистина е потребен системски пристап. Значи, во повеќе полиња, не само во однос на регулација на медиумите, не само во однос на саморегулација на медиумите, и ова пријавување на неправилности е дел од она што може да стане дел од општата култура на граѓанинот. Како што, бидејќи кај нас, например, има различни општества и тоа го гледаме, да речеме во Скандинавија, веројатно граѓанинот смета за своја должност да го подигне хартивчето или па да пријави дека тоа хартивче е фрлено од некого, додека кај нас имаме некакви историски наследства во кои што државата била дел од некаква странска сила или слично, во кое што... Во секој случај, целокупното живење треба да се малку да се обремени, за да може не да се само да се постигне. Не, едноставно треба да сватиме дека медиумите се дел од нашиот секојдневен живот и социјалните медиуми како една сродна тема и дека секој може да придонесе во заштитата на општеството од штетни влијанија кои што се вршат преку нив. Но подошењето како општествено одговорно однесување. Не, тоа може да го сватиме и како дел од општествена дебата, бидејќи ние тој јутјубер не може да го одграничиме без да навлеземе во слобода на изразување, освен ако немаме општествена атмосфера во која што преку дебата се договараме дека оваа вредност е приоритет, а не некоја друга. Добро, готово. Само на крај, сакам со по еден збор да одговориме на прашањето кое што ги мачи сите родители. Која е според вас најканцерогената социјална мрежа во однос на лоши влијанија на младите? Одма. Ајде. TikTok. Добро. Не можем така да... Оние различни турски серии. Турски серии и тоа е така. Добро, јас
основно влијание е збор искажаниот збор меѓу луѓе, така што не се работи за една мрежа, една платформа. Ви благодарам за учеството, за оваа прекрасна дискусија, тема која што можеме да збориме уште 4-5 епизоди, но битно ја начнавме и се надевам дека повторно ќе ја начнеме во некоја наредна епизода. Ви благодарам и на вас. Следната емисија ја посветуваме точно на фейк ньюс, односно лажни вести и како да се заштитиме точно од нив, како да ги препознаеме и што да направиме против. Ви благодарам уште еднаш на времето, се гледаме следниот вторник. Чао!